Значи, ќе се обидеме да избегнеме секакви копирајти. Ова е уште една анализа, ќе напоменам само. Ќе се обидам што помалку да зборувам, се разбира, за да може да слушаме. И токму она која што содржеше ништо, па нашиот симпатичен преварувач Кире, за жал, наместо со 20 или 40.000, го испративме без ништо. Клубот на ништо повторно се збогатува, со фини, навистина културни убави членови, а никако да го отвориме клубот на милионери. Ќе биде ли тоа време да се случи токму оваа вечер? Не знае никој, но се разбира дека посакуваме. Добро вечер, драги наши гледачи, ново издание на Сила и нешто, го бараме милионерот. Да видиме кој ќе игра. Значи, не сме да имаме од музиката воопшто. И да видиме, ајде. Вечерва ќе анализирам играта на... А патем додека играта на Маја, доколку ти што ме гледаш сега си вечерашниот преварувач, пиши ми слободно, каде било на Инстаграм, на Фейсбук, на што ти одговара, ќе ти пратам линк со целава епизода, да може да си ја гледаш. Не на уште туку, на поголема среќа оваа вечер. Маја Андовска од Градско, кутија број 13, прва рунда 5 кутии. А доколку ти што ме гледаш, сакаш да гледаш целата епизода, како што си е така, без ова коментирање, можеш што да го направиш во линкот подолу. Кутија број 5. Во дескрипција. Боби. Ајде нека биде одличен 5, може ли? Со среќа. Добро е, 5.000. И сега ние одиме да анализираме. Кутија број 20. Зоран Енов. Добра ти вечер. Добро вечер. Јас сум Зоран Смилковски, доаѓам од Маđари доаѓам. Од Обоџи, јас сум и од црква работи. Работиш каде? Црква. Во која? Свети Ѓорѓиот према Ченто. Во Ченто, Свети Ѓорѓе. Зоран, имаш ли семејство? Имам. Па кажи го. Фамилиарен човек, да. Фамилиарен, те сме рекол. Како? Фамилиарен. А фамилиарен. Па добро, што значи тоа, Зоран? Не види го колку е мистериозен. Па кажи жена, деца. Па жена и деца, нормално. Уште не дојде, ние се скаравме сега. Жена и деца нормално, што ќе ни отвори Зоран? Именјачка ти е. Како? Именјачка ти е. Именјачка? Па а зошто не кажуваш? Па, две линии, што ќе правам со две линии? Добро. Отвори ја кутијата, Зоране. На жена ти ќе те кажам за ова што не слушаш. Да ви дам телефон да ќе, виж? 750 денари. А притоа зборува брзо. Дур се разбравме, добро, што свативме дека е фамилиарен, нормално ми вика, и жената е со сопруга која што се вика Лила. Ето, тоа е интересно. Одиме понатаму. Кутија број 3. Број 19. Антонио. Трети избор е комшијата. 1000 денари. Четворката. Оли. Од мој ред. Оливера, кутија број 4. Нешто, сино? Да, браво. Браво, Маја. 2 ниски црвени, 2 сини, бараме уште една. Што погледна? Што се премисли? Кажувај, ајде сега искрено. Кај ще кути? Мартина, Ивана? Претходната сгрешив сега. И двете ќе ги отворам, но Првин која? Мартина. Ајде, Ивана или Мартина? Мартина. Па ова е Мартина. А, да, ја гледам на Па Ивана. добро, гледам дека збориш. Не, вие вече сте дојде да ме збуните мене. Значи, ја гледа Мартина, не, пардон, ја гледа Ивана, ја вика Мартина и затоа не знам, дефинитивно која? Признавам дека сум збунета јас. Добро, оправдано. Ивана, 21. Ајде, Ивана, отвори ја кутијата. Со среќа.
Браво. 50 денари. Слушај, драга. За да избегнеме авторски права, ќе мора малце докај понудата да скокнеме. Да видиме. Не важи. Не важи така. Првата Зато понуда 12.000 денари. нема да важи. Маја е веќе подготвена. Дали сите бројки ги виде од ливчето, така ти беа запишани? Не? Да. Сите бројки ги видов од ливчето, 19 Значи намалија 85%. Па не ми се сите Како пишани. што гледате на мојот средни екран бројки горе. што ми се и кои ми се бројки за отварање. отварање. А кои ми се за чување. Значи имаме Значи, така, истечување? да. Добро, одлично. Јас не сакам да те бунам и да прашувам што како ти си знаеш најдобро, води се тогаш според тоа, оти за сега одлично тоа ти функционира. Дали може да најавам втората рунда? Може. Ете така, втора рунда овој пат не 5 туку. А да ти ја спомена пред. Втора рунда. А сакав да ја отворам, а нека биде 9. Сепак? Да. Добро. Мартина, отвори кутијата. Кутија број 9. А ти ја немаш? Да. Тогаш гледај некоја следна што ти ја нема да не ја отвораш. 250 милион се уигра. Ше? Не. Не? Не. Вие кажувате на време ако мислите некоја бројка. Да, може За нешто. 12-ката. Може? Ајде. Гордана, отвори кутијата. 100 денари. Сака да се мешаат, браво, само 100 динари. Маја, уште една. И пиша на некоја среќна бројка да отворам 22-ката. Запишана ти, а? Да. Као среќна и Зошто е мислам дека- среќна? Што ти значи да е бројката? По хороскопски знак. Така, Скорпио сум и Добро. среќни бројки така како На шкорпиите среќни Да, бројки се да, да. 22-ката. Да. Добро. Билјана, отвори ја. Со среќа мајка. Среќа. Во ред. Брана таа среќна бројка. Мора да ја Игра, прескокнеме и тоа ни дава казната. надеж дека што раз. Да се заштитиме од авторски Пиша, права, одиме шпикате до банкару се понудата јави. на банкарот. Не е Чи, важно сега, мојата- трендот ќе го испочита. Мојата анализа, да видиме, мора да анализираме. Чи би имале погачување до 20.000 некаде очекувам. Да, отворивме студија, имаме 250.000 милиони. Добро е. 16.000 денари се сума која што не е доволна покачување, драга, од 12 на 16.000 денари. 16.000 денари се сума која што не е доволна за оваа 13, особено што ги има и 20 повисоки, и 35 и 100 и 250, кажи дали понудата не важи. не важи. Така е. Се враќаме назад на анализа. Маја игра со 13. Ја имавме во минатата емисија, што имаш 20.000 имаш во минатата емисија. Сега прашање што има вечерва, тоа вака сега. Може да има се што останало на екранот, нели? Вклучувајќи ги двете највисоки, дај Боже, но што и да има, убаво да ја продадеме. Трета рунда со 3 кутии, повели. Број 7. 7 ми е како среќен број, ми е за чување. Кој ти е среќен? Седмицата. Зошто? А не знам, седмицата ми е онака среќен број, плюс татко ми е роден на 7 ноември. Татко ти е роден, значи роден ден. Господине Трајчи, што мисли за вашата седумка? Да ја чуваме или да ја отвориме сега? Нека отвориш. Да отвори. Јас не сакам да отворам. А ти не? Не сакам. Па добро, чуваја. Од ти тато среќен човек. Значи, Среќен човек, тато. Да. Добро. Чуваја тогаш. се премислува. Среќна ми е седмица. Морам да кажам нешто за копирет. Тројката сепак. Билјана број 3. Отвори ја. Со среќа. Тројката има 500 денари. Браво. Прилеп 5 се научивме све. Ама да не каре. Дефинитивно. Да. Да. Ајде 5 се. Со среќа. Со среќа. Браво, 5 денари. Уште една кутија.
Стефан. Ма јас мислам да ме почуваш што маса. Ти на сите Моје така им мисли. викаш и на крајот. Некогаш погодува. Да. Добро, во случајов не му веруваме, така? Мислам Сакам ќе да ја отвори. отворам. Да. Добро. Што? Стефан, отвори ја кутија. Со среќа. Ала. Браво. Сакаше да ја... Имаше неколку пати, навистина имаше високо Стефан, и погоди, но кој да знае, се разбира, сега тоа се предпоставки и добро е што сакаш да си отвориш кутијата со број 1 и добро е што не останаа 250. Општо се плашам и у болница не сакам да одам, никој не сака Каде и та? никој да не дај Господ да оди во Така е, болница, така но е. сепак имаме такви потреби, нели? Тоа е- Вака, тоа е постои. или ако ни треба, барем да биде со помил. Да. Така ли е? Од каде сега таа травма, тој страф? Од дете, јас како дете никогаш не сме се разболувале со сестра ми и не сме посетувале нели лекари, сад Фала Богу. дојде ред крвна слика треба да Заради крвна слика. Да, и плюс и на школа која од нели Да. не вакцинираат и сегош ја бидејќи Андовска се презивав и Прва. прв број бе во дневникот и знаја Сите знаеа. другарчињата дека се плашам. И само идат, вика еве ги, бегај маја. И јас се криев секогаш по другите училници за Навистина. Те да бара. не сакав прва да ми А да што ме е ова, боцнат. некаде кај си бејала по улица, па се... Да, тоа беше Што? друга случка. Ако повели? Мала бев, 10 години, пајда тогаш татко и мајка ми биле на нива, земјоделие работиме цел живот. Така? И кој ќе ја носам, вајда вакцина била некоја и Така. баба ми. И памтам, влеговме во амбулантата и јас се избегав неса. Избега на баба ти. Да, постара жена, Така ја да прва и- трчам, бегам. и побегна. И- Да, и можда околу 300 метра трчав. Со трчање. Да, и од таму нашето свештено лице, попот, иде од другата страна и баба наш мафто с рака вика попе, ватија. И попот ко наш со мантијата се. И таму, ваму ја почнав да му бегам дете мало. И ме фати, вика, попе, сега вика да ме помогнеш, вика да однесиме, вика до амбулантата, вика жило, вика ќе ми избега пак од раци. Но однесоа, памтам се држав за коваката, не сакав да влевам буквално во амбулантата за да ме вакцинираат. Сигурно попот ти те опеал таму, нешто направил. Ми дал некој благослов. Сигурно може од би. благослов те исчатил, нешто направил, што си ја примила таа вакцина. И што си, фала Богу, здрава, жива. Да. Малце погласно, маја. А нашиот, кажи се Весна? Малку погласно, ништо веќе не слушаме. Ходни гласно, бе. Ако викнам, Банкаро? Тивка е, ама сега добро, јас ја слушам, ти ја слушаш ли? Незините колеги не ја слушаат. Што би рекол Горан, ќе ја гледаат емисијата. Колку? Како? Така. Убаво е покачувањето, драга. Значи, во следнава рунда малце погласно зборувај. добро. Играј слично, 250.000 милион се во игра, 32.000 денари понудата број 3, убава е. Така беше и нашата предпоставка. Морам да кажам нешто, помина 5 минути. Ваква е тивка од секогаш? Не, Не. Да видиме подобро. А што е сега овде Анализа тивка? Што е? направивме. не знам. Има трема. Има трема, Да, трема е да, тивка, да. значи. Да, да. Значи се, веројатно после 3 рунди се помина тремата. Не ме познаваат доволно. Не те познава, до сестра ти не те познава. Не. Кога се кавгаме, сум со повисок тон кон неша. Па не ми знам, ајде се свете, дали кавгаме капрете. тогаш. Ако биде погласно. 32.000 денари со 250.000 милион во игра, кажи дали понудата Не важи. Понудата не важи, браво. Понудата Одиме нема во да наредна вато. рунда. Марича, Прва кутија отвори 16. кутијата. Со среќа. Вика 250.000. Милионот во игра. Осмисата ми е пишана како средна бројка. Осум? Да, осмисата Кој е осум? горе кај Михаела. Михаела, добро. Плюс комшика ми е исто средна бројка ми е Што мислите за осумката? Јагода, трајче, пенка? може. Може. Да ја Може? отворам. Ајде Михаелче отвори. Михаел отворија. Со среќа. Фала. Браво.
Таа 8 Уште има една. 2000 секоја втора епизода. Не ми значи ништо. Не ти значи да. ништо, добро. Не, ја сакам бројка да Не ја сакаш баш, а? од училиште. Не Број сакаш два. двојки на училиште? Не. Имаше или не? Има па. Тука, таму се наоѓа, а? Од 3 па нагоре беше добро. Па да, добро. Се е за ученици, како викаат. Значи, Број 2, Горан. Горан отвори оваа двојка. Среќан. Ете, не ја сакав. Не ја сакаше и она нас не сакаше. Од нигде никаде, никош немаше да помислам дека Горан може да ти отвори милион. Добро. Друштво ги погодивме сите. Тоа е. Мислам сите, не се сите. 35.000 се убава сума. Ако ги удвоиме, ќе бидат 70. Маја, ја утнавме некако. Страшно. Мариче, зашто ја отвори? Мариче, Да. не знам, 16. Се би требало мислам нека дека ниска беше понуда да Так, доби. 16 Да. беше, да. Не ми значеше Не ти бројка, значеше да. ништо. Добро. А двојкава кажа, зошто и ја Може утнава. Ама да не ти беа за слушаме чување, само. вие не ти спаѓа во тие за чување, така или Па ти беа? не ми беше ни пишана двојката. Ништо не беше деветката, пишано. Да, не ми беше пишана. Штета. Нема врска Маја, тоа имаме 35.000, ќе може ќе бидат 70.000. Спомена дека се занимавате со земјоделие, што конкретно? Да, рано градинарство. Претежно пиперки од сортата бела долга. Пиперки, која сорта? Бела долга. Бела долга, а оние ваквите. Да, што се пржат. Браво. Од најубавите. Тие се вкусни. Значи, вие лично ваше производство си Да, имате, да. долго време Чекаме понуда. живот, сега само тоа или имате и други работи? Па тоа Други. сега изминативе 2 години дињи садиме. Диње? Татко ми е одговорен за Кој е одговорен за дињето? Господин Трајча? Да. Која, најубави дињи Ќе прави. реков за малце, која раса се? Која сорта, господине Трајча? Има повеќе сорти, ама претежно одвија најубавите 10 на 10 руските што се. И жолтите, А жолтите, да, тие што се најслатките. Ете. Браво. Има убаво раѓа, земјата, супер. да. Браво. Секоја ви чест. Луѓе, еден аплауз за ваквите луѓе. Аплаузот може да е копирајт. ГМО, пиперки и се што и тоа заедно. Значи, тоа можеш и сега кога има слободно време, веројатно помагаш кога. Па да, обично. А што ќе правиш, па ќе на Сабајле, помогнеш работното родителите? време ми е од 10 до 18 часот, има време и на Сабајле да отиде човек на нива и повеќе кога ќе се врати. Браво, Маја. Секоја ти чест. Доаѓа од дома, односно од воспитувањето на Нашите тие родители. кои што те воспитувале. Дали е така, Банкару? Ете така. Да се вратиме назад на нашата анализа во четврта Не смеш да рунда. кажеш не. Ќе те седнам Да горе видиме кај Зора. понудата колку е. 5000, најниската понуда Маја, но Че имаме 5000 кое што може да прескокнете малце, морам да паузирам заради правилата. имам уште 2 рунди до крајот, кажи дали ќе важи. Не важи. Понудата нема да важи. Маја, 2 рунди се до крај, значи уште 6 кутии треба да отвориш. Кој што ме речеме долија си? Шкорпи сериозно. Одиме Добра во екскурзија. петта рунда, брзина. 14, да. Да, датумот или месецот. Чекај малку, дефинитивно. Зоран, да. Ајде, Зоран. Ко да знаев? Штета. Сакам да ти кажам, причувај си ги за крај, ама кога ќе тргне колата низ брдо, тоа е. Одиме понатаму. 20. Ајде 11 па таму да не стои сама. Број 11. Марија, Марија. отвори кутијата. 20.000. 20. Да. Штета. Добро. Не кажавте ништо. 5 пати ви се обратив, ве прашав. Не ќевте да се мешате. Драга моја, уште една. Остана само ниски. Значи, 3 сини, 17-ката. 3 ниски црвени. Ајде, малиот. Само малку. Како го сочувавме Димитар, зашто го чувавме Димитар? Па заради тоа што отвараше во почетокот поголеми суми, после пониски и... Викаш да не се врати да, пак. Да.
Заради ликото нага, заради Друштво. човекот, не ради бројката. 10 имаме надпреварувачка од Градско, се вика Маја Андовска. Се Иде со вративме кутија после број рекламите. 13, која што беше во минатата. Во минатата имаше барем 20, во оваа ни 20 нема, затоа што ги отворивме. 10.000 се највисоката, што рече Маја, 32.000 што ги одбивме пред некоја рунда, убаво звучат сега. Димитар, отвори твојата кутија со број 17. Само 3.000. Три сини во игра. Маја, како ги сочувавме, ајде се думката ми ја кажа во ред. Ајде, која друга ја чуваше? Десетката, Зошто десетката? сонував сон. Ја сонуваше. Дека, дека Каков со беше 100.000 денари. Дека има 100.000 во десетката? Да. Каков беше сонот? Само кутија со тоа или имаше некоја интеракција? Не, кутија Добро. со десетката напред и Така. као торта беше кутијата. Кутијата беше торта? Да, да. Можно е во 18-ката да има 20 денари. Чекај, и таму имаше 100.000 денари? Да. Кој отвори Која 100.000, пресекла? подсетете ме? 100.000. Десетката. Мартина. А во седмицата 30. Не, во деветката. Мартина, ти Во отвори деветката 100.000. беа 100.000. Ти отвори Мартина, број 9. Да, Број во 9. деветката биле. А ти сонуваше десетка. Десетката, А во да. десетката е Благојчо таму. Има нешто ниско, мислам. Ете, за жал, овој твој сон, значи не се оствари. Требало да отварам десетката. Да, требало да ја отвориш. Кажете треќи. За еден број викам не се Да. отсоства. Не, па, знаете како, во изминатите емисии имавме неколку случаи каде што има сонувани бројки и вистина има високи суми. Ама кој да знае. Тоа не сакаше да биде и вечерва. И тетка Милка сонуваше, па ете стварно и се остави Така е, тоа велам, така е. Милка сонуваше, меѓутоа, ете, како и да е, Маја има во игра уште 10.000 и дај Боже да се барем тие кај неа. И Звончево може да ја копирајте, така што да видиме. Се враќаме на Или понудите. банкарот сега имате најниската понуда, тоа се 2500 2000, денари. така. Имаме уште една рунда, имаме И и идеме сини до крај. бајаги, кажи дали оваа понуда ќе важи. Не важи. Нема да важи понудата. Ја играме последната рунда со Маја. Која од овие 4 ниски суми ќе ти остане последна? Да, чувам до чуваш. крај, да. Ајде. Тогаш да ги отвориме останатите, повели. Број 10, Благојчо, кутија број 10. Отвори. Така е. Во ред. Кој? Кочо. Кочо. Отвори ја кутијата. 20 денари. Што реков? Уште една. Весна, број 6, И завршуваме со 6-ката. 4.000, 10.000 и 30 Во денари. седумката се Ти 30, си напишала 100%. да можеш што ти не достига и што ти било толку убаво пред 20 години. Освен младоста. Не, младоста не, цел живот ќе бидам млада. Така, убаво изведаш во Надворешната секој случај. убавина е минлива. Така. Внатрешната и годините, според мене, човек како се осеќа. Така, тоа во минатата емисија држевме час на таа тема, нели, како се чувствуваш внатрешно, тоа се гледа и надвор. Кажи ми што е тоа пред 20 години што би сакала да се вратиш? Што? Некој, не знам, начин на живот, дружење, скачање, патување, што си се случувало толку пред 20 години, па да Не, би сакаш? сакала да се вратам пред 20 години, Добро. заради на време мајка ми ќе отишла на лекар, например, и си да ти работиш, денес ќе била можеби со нас. А, така. Заради тоа би Така. вратила времето на нас за 20 години, Така, за можеби ќе се спречело на време нешто. точно, Што за да... точно, во ова време би било поинаку. Мито таа знаеше кај со тебе. Постојано, ете така. Маја, ја добиваме последната понуда која што нема да не се допадне, меѓутоа ти ќе се обидеш да идеш до крај, ќе 5.000. Си одиш дома со 5.000, 30 денари или барем 10.000. Понудата Дали вие би ја прифатиле понудата? Пишете во коментари.
Не важи. Браво, Маја. Играме до крај. Искрено се надевам дека не си извлекла кутија со нешто сино. Да ги земеме барем 10.000. Ма да имаме 20 тројка, отвори ја кутијата. Маја? Добро е. Барем Како што реков, 10.000 секундката. денари. Еве среќната Еве, може да Димитрија, видите. најсреќната бројка. 717 и требаше 818. Но кој да Значи, знае? гледајте. Јас од дома си Така зареков се судницата кутиите. сакам да си ја чупам. Така е. Често И пати има ќе некоја си одам шема до како крај. ги мести. Така е. А со 20 тројката што си рече? Си кажа ли нешто? Не. 23 АБВГД, половина бонус исто ништо или двојно? Мислиш дека можеш да стрефиш двојно? Бонус или барем За исто? крај не би играл. Да не погодиш Многу половина ризично. или 10.000. ништо? Нека Дали се ги мислиш? земе Мислам, и сега само тоа е тоа. разговараме. Дали ќе игра да видиме? Да играм 20 тројката од причина заради тоа што кога се пријавив и си ветив сама дека ако освојам до 10.000 денари, сакам тие 10.000 денари да ги донирам. Да ги донираш. Значи не сакаш да ги ризикуваш. Да, Одлично. Не би ги ризикувала. Која би ја Овие играла? 10.000 и сите би ги донирала. Така, која кутија? Би ја играла В, како мојата внука Вики. Ајде, оди отвори ја според Вики. Што мислите ке има? Пишете во коментари. Колку е не гледам? Секој чест. Браво што не ја играше. Среќа. Стефија во Г, кај беше? Так, Да, во Д. сега. Минатата емисија, надпреварувачот играше до крај, имаше 20 функции, само да им кажам кратко ако не ја гледала емисијата. 20.000 играше, погоди ништо од 5 кутии. Она игра отвора ништо. Како е можно толку да се погодува, поќе ништо него двојно. Во секој случај браво за Маја. Браво за Маја, значи имајте убава мисија, колку зема, толку ќе донира. Среќа што не играше, немаше да земе ништо. Маја, за самиот крај. Знам дека се Ќе слушнеме. интересна, неизвестна, Што буквално има не да кажеме знаевме за како крај? почнавме, како завршивме, но 10.000 беа, што би рекла ти твојата среќа од твојата кутија. За крај? За крај на сите мои колеги од се Така. нешто, им посакувам многу повеќе среќа од мене. Ви посакувам многу повеќе среќа од неа. После, Се над 10.000. се на 10.000. Толку, доста ви е. Кого ќе поздравиш? Маја? Поздрав до гледачите на телевизија Сител. Посебен поздрав за гледачите на Се нешто. најредовните гледачи на се Така им нешто. благодарам, така е, Маја ги поздравувам. Јас од срце. Поздрав до Колеги моето ќе поздравуваш ли? Да, обавезно. Значи градско, Моето нормално. градско цело, посебно Така. Староградско доле, комшиите Така. тие сме. Имате Староградско и Новоградско? Да, ние сме живееме во Староградско. Така. Новоградско, Горноградско е горе. Добро. Поздрав до цела винарија Стоби, Така. до ресторанот. Кај што работиш, поздрав за нив. Благодарам до шефот, што ми овозможи да идам на снимањата. Браво. До производство, до барик, до флашара, до администрација. Кажа дека сте катастрофални. Па сега видете. Се шегувам, убав аплауз за Маја. И мислам дека поздрави, тука може да ја сите оние кои што сметаш дека треба да одјавиме бидат поздравени. емисијата. Сјуди со 10.000 Имаме колку што копирайт беа. музика. Се гледаме утре.